После 12 години Кичево доби градоначалник кој не припаѓа на доминантното етничко мнозинство, но успеа да ги сплоти сите граѓани. Доктор Александар Јовановски ги надмина етничките бариери и го осимна од власт Фатмир Дехари, кој 3 мандати раководеше со Кичево. Тој доживеа пораз, не му помогнаа нити полните автобуси и авиони со луѓе од диаспората. Кичево е мултиетнички град. Граѓаните овој пат се обединија околу заедничките вредности, велат кичевчани. А валда му е што избра граѓанска опција, а не партиска. И затоа граѓаните излегло и му ја дадо поддршка. Кичево остана слепо црево досега со сите градоначалници и македонци и другите. Очекувам да го средит градот. Како личност добар е и затоа сите го сакаме, ние сите граѓани го сакаме. Што очекувате да направи за Кичево? Кои се главни проблеми? Вака да ми ти кажа, за младите да имат запослица, младите да не ни бегаат странство. Патишта, улици да се направат, инфраструктурата да се поправи така, да има поголеми вработувања, младите да не ни бегаат, да остануваат тука, економијата да се зголеми. Не гледаше тој ни муслимани, ни христијани, сите заедно не обедини. Од него очекуваме многу. Изминатите 12 години беше башибозук, значи со шерифи низ градот, кои правеа се што нема смисла да се прави. Се надеа, значи сите се надеаме, светла иднина дека ќе има Кичево. И заслужува да има светла иднина. И да биде пример за цела Македонија. На синокешната прослава во победнички амбиент на општо задоволство на сите се пееше македонската химна, а присуствуваше и премиерот Мицкоски. Ова е наша заедничка држава и заедно ќе си ја градиме. Лошите денови се минато, порача премиерот честитајки му е победата на Јовановски. Тоа е веќе минато, заборавено минато кое што никогаш нема повторно да му се повтори на овој преубав наш заеднички Кичево. А ние како влада заедно со него ќе сториме се што можеме и се што е во наша моќ да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани и модерно, поубаво Кичево. Кичево е интересна средина во која се испреплетени многу култури, вери и нации, затоа сме богати, истакна новиот градоначалник на Кичево. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец. Гласавте за мене како за човек. Гласавте за како човек што ќе ви пружи подобра иднина. Никаква нема да правам етничка, политичка, ниту па верска разлика. Ние сите сме кичевчани, живееме тука со векови и сакаме да ни биде убаво. Јовановски однесе победата во вториот круг со разлика од 2020 гласови, предност во однос на Фатмир Дехари.